Ај вака сега, ставете се у наша позиција. Вие имате сценарио и одите по него. Ние сме пратеници кои што имаме софтвер на кој што ги има сите точки, на кој што треба да можеме да ги видиме материјалите кои што ги има. Вие го знаете редоследот по кој што ќе одат точките, скратените постапки и нивното утврдување. Ние сме седнати 40 и кусор пратеници во 17 часот, дојдени тука од 9 часот наутро, чекајки да почне оваа седница. Седницава уште не е почната. Пробуваме да отвориме законот за енергетска ефикасност, ако не се лажам, бидејќи од преводот толку слушнав и од галамата која што има. Заменикот министер вика се работи за несложен и обемен закон и предлагам да го гласаме и да помине постапката, скратената постапка, и ние гласаме. Бели страни, црни таблети, ништо не гледаме, не знаеме што гласаме. Владеачкото мнозинство нема проблем. Штрап на копчињата зелени, ќе притиснеме. Дајте да видиме што гласаме. Дајте. Вие викате, бидејќи е скратена постапка, откако ќе се утврди потребата, па потоа ќе ги добиеме материјалите. После ја ќе си ги најдам материјалите. Затоа што за комисија мене ми требаат материјалите. Ама скратената постапка е нешто што вие го носите у парламент и нешто што јас треба да го имам на софтверот кој што вие ми го нудите и за кој што ние како собрание имаме издвоени пари. И дајте да видиме каде е проблемот. Или тоа не е ставено како софтверско решение да ги гледаме скратените постапки, може и тоа да е. Ама кажете го така, дајте да исправиме грешката. Од една страна влада ни вика ќе штедиме, нема да штампаме, не штампаме материјали, еве скратениве постапки ќе ги видиме тук. Вие продолжувате со седницава како ништо да не било. Не може така, председателе. Не ги гледаме материјалите што треба да ги гласаме. Скратениве постапки. Прво ги поднесувате у 11:06 минути законите денес. Ај што не се на време, ај што не се 10 дена, ај што не се 3 дена, ајде во скратена постапка, може до почеток на сама седница ќе се повикате и на тоа. Ама и откако ги поднесувате не можеме да ги видиме. Затоа замолувам. Хаосот го имате направено на секое ниво. Барем сега прекинете со седницата, дајте да го исправиме ова, ако не да видиме кои се точки се на денешниот дневен ред, да си штампаме материјали, да знаеме што зборуваме, зашто седиме тука. Навистина е хаос во собранието. Сакале вие да признаете или не? Подобро прекинете 5 минути, 10 минути, да се снајдеме каде сме, за да продолжиме со работа. Јас владеачкото мнозинство реагира, ама знам што и да се стави и ќе гласате. Дошло од влада, нема назад. Ама има некои луѓе што мислат и со своји глави тука, сега се извинувам вака што морам да се обратам. Никола Мицевски. Секој пратеник